Овде сум во проучуваниот македонски ресорт Лейк Вју во туристичкото место во Тешево на Преспанското езеро под Галичица. Еден од нашите најубави ресорти и место кое што сигурно меѓу првите би го избрале за да уживате во полната убавина на Преспанското езеро, посебно сега откако е пораснато езерото. Мештани ми кажуваат, потврдуваат дека нивото е зголемено за 1,5 метар, најмалку. И тоа се забележува најдобро тука на пристаништето, кое што лани беше целосно насува, рече се целосно остана насува, а сега е целосно до последните столбови е во вода. И тоа значи дека езерската линија со десетици метри, јас претпоставувам дека преку 30-40 метри е подигната езерската линија поместена кон старото ниво какво што го познаваме Преспанското езеро. И јас сум тука со еден автомобил како што досега не бил понуден на македонскиот пазар. Тоа е модел на марката Forting, марка која што и претходно се има докажано пробиено на македонската сцена со Т5 Ево, славен автомобил, ќе го наречеме револуционерен кинески автомобил, поради неговата прифатеност и начинот на кој што ги смени гледиштата на нашата сцена кон автомобилите од производителите од Кина. Моделот е S7, тоа е лимузина, 5-метарска лимузина, комотна, брза, комфортно опремена со сите можни луксузи внатре, меѓутоа тоа што ја прави посебно е додатокот во низиното име. Ова се води како S7 REEV, односно Range Extended Electric Vehicle или понашки електричен автомобил со продолжен досек или со продолжувач на досек. Јас ќе го наречам најелектричниот бензински автомобил и најбензинскиот електричен автомобил. Може со него да возите колку сакате и каде сакате на струја, и може да возите колку сакате и каде сакате на бензин. Зошто? Затоа што поседува батерија со досек од 170 км. И тоа не е нешто посебно. Меѓутоа, посебноста е тоа што поседува генератор. Да го наречеме генератор. Се сеќавате сигурно на сликите, се смеевме сите на сликите со Тесла како беше снимена по патиштата главно во САД, се снаоѓале луѓето и влечеа приколка. Сите ја имаат видено, да го имаат видено тоа видео, како Тесла влече приколка зад себе на која што е сместен генератор и произведува електрична енергија. И кинезите испаднаа малку попаметни, многу повеќе, и направија автомобил во кој што е вграден генератор. Тоа е еден 5-литарски мотор, кој што нема преголема моќност, станува збрза некаде околу 100 конски сили, односно точно 100 конски сили, а сега и сонце ме огреа. И тој мотор нема потреба да биде моќен, затоа што задачата му е да произведува електрична енергија и со таа електрична енергија го напојува погонскиот електромотор, а тој има 154 киловат или 211 конски сили. И што е посебноста? Постојат секако приклучни хибриди кои што ја нудат истата таа акомоција, истата таа независност, значи возење на струја по понатаму продолжување на бензин. Меѓутоа, разликата кај Fortingов, односно кај Range Extended Electric Vehicle, е во тоа што нема моторот не е поврзан со погонската спрега, не учествува во погонската спрега. Неговата задача е само да испорачува, да произведува енергија за електромоторот и електромоторот е тој што го движи возилото. А тоа значи дека нема пренос, нема менувач,
со тоа отпаѓа од една страна зголемената тежина поради менувачот, тоа се преку 100 килограми, а од друга страна отпаѓаат и отпорите кои што самиот менувач, самиот пренос ги внесува во погонската спрега. Тоа, значи, од една страна ја намалува тежината, а од друга страна ја зголемува ефикасноста со тоа што ги смалува отпорите. Две предности и клучната предност нема потреба. Кај плагин хибридите, односно кај приклучните хибриди, мора да имате и силен мотор и голема батерија. Екинезиве направија нешто попаметно. Направија пристојна батерија и пристоен мотор и силен електромотор. Моето патување до овој прекрасен ресорт не траеше како вообичаено 200 километри, туку беше малку подолго, за да го истестираме овој револуционерен вид на погон во сите услови на возење, што ги нуди оваа наша прекрасна Македонија. Појдов од Скопје, се упатив по автопатот кон Свети Никола, па понатаму до Штип, Делчево, до Берово секако, од Берово преку Огражден и преку планински преој кој што е висок 1200 метри, се спуштив надолу до Струмица, каде што имав повраток на енергија од околу 15 километри. Од Струмица понатаму преку уште едно брдо каде што имав искачување и спуштање преку Валандовско брдо, продолжив до Гевгелија каде што прв пат ја наполнив батеријата. И тоа траеше исклучително кусо, некаде околу половина час, затоа што има брз полнеж таму, а овој фортинг меѓу другото ја нуди и таа поволност, брзо полнење. 30 минути, толку. Од Гевгелија продолжив понатаму по автопатот до Неготино, од Неготино продолжив секако преку Плетвар, па понатаму до Прилеп, Битола и за подјавата да ми се прикаже оваа прекрасна гледка, ретко некогаш во последниве години, ако не и децении, нешто ме израдувало толку како гледката која што ќе ја доживеете кога на спуштање од горе од ѓавата ќе ја погледнете Преспанската котлина и езерото во полна големина. Почнува раздвиженоста, јас намерно станав уште во 5,5 час со ококорени очи од оваа убавина тука. Ме исцели, буквално ме исцели. После тоа исцрпувачко патување и сега ќе им заблагодарам тука на домаќините на Lakeview за прекрасното сместување, за одличниот пречек и за оваа средина. Веќе се работи. Еве сега, тоа што се слуша можеби во позадина, целиот овој, секој ден се одржува ова зеленило, оваа убавина. Изгледа како нацртано. Кога ќе го погледнете, ви се чини дека е нереално. Значи, толку е совршено како да е нацртано. Не како да е изработено, произведено од човечка рака, меѓутоа со дарот од оваа прекрасна планина Галичица, воздушна бања. Пред половина час морав да бидам облечен со блуза, затоа што беше студена. Сега веќе е топло, сега е навистина топло. Меѓутоа, замислете како изгледа летно време кога ноќе ќе се спушти температурата. Тоа е вистинскиот рај. Тоа е вистинското волшебство на Преспанското езеро. Затоа и се води како воздушна бања и секако езерото. Колку значи тоа што е подигнато нивото. Еве, веќе има гости, веќе се слуша раздвиженост, има и музика, убава македонска музика. Нема нешто да ми израдувало повеќе. Само ми дава повеќе енергија да продолжам понатаму да возам. Ме чека уште многу пат. Ви благодарам уште еднаш Lakeview. Се гледаме. Големото патување започна. Тука сум на пат кон излезот на Скопје. Возам прво во правец на Кочани, па Македонска Каменица. Во моментов имам 555 километри досег со бензинот што го имам и уште 155 километри имам досег на струја. Синоќа ја приклучив на брз полнеж во Визбегова, тоа е 150 киловатна станица со еднонасочна струја и од 17% наполнетост за 14 минути достигнав 80%. Ја оставив до 100% да наполни. Тоа траеше малку подолго, меѓутоа 30 минути, 40 минути трае до 100%. Иако
немав потреба воопшто да полнам, затоа што тука сум сосем безгрижан дали ќе имам полнач по пат, дали ќе имам досек или слично, затоа што во секое време можам да запрам на бензинска станица и да наполнам бензин. И нормално се вклучува камери за да ти покаже каде си, што си, вака сега. Има 4 можности за избор на режим на возење. Имам уште 149 км досек електричен, сосем е неважно. Ќе префрлам сега на fuel electricity хибрид, значи ќе му дадам предимство на бензинот, да потроши малку повеќе бензин од колку струја, од колку енергијата во батеријата, меѓутоа тоа не верувам дека некој ќе треба премногу да се заморува околу тоа дали бил во еден или друг режим, едноставно си функционира машинава. 88% наполнето, 180% имам резервоар, 704 км досек. Возењето е лимузинско. Значи ова е лимузина, голема, долга, 5 метри, има долго меѓуоскин расстојание и е комфортно нагодена. При секое седнување ќе морам да го вклучувам да вклучувам камерата за брзинското ограничување. Тоа зошто не останува, тоа ми е малку чудно и ми одзема внимание сега. Можам да избирам понатаму уште економичен режим на возење, стандарден, спортски плюс, кога се вклучува, се ангажира, значи и максимално се искористува и енергијата, не гледа погонот да ја зачува таа енергија која што има во батеријата, туку целосно се препушта на спринт. Возењето електричен автомобил никогаш не ми било порелаксирано. До сега, па верувам дека 30 пати биле на тест возење електрични автомобили кај мене и секогаш е некоја неизвестност. Дали ќе има полнач слободен, дали ќе имам енергија, дали повеќе ќе ми потроши на автопата која притиснам, па дали ќе имам проблеми некакви со картичка приклучување, иако немало. Сега, тука ми дава добра вредност на потрошувачката, многу интересна. Просечна потрошувачка на гориво ми е 4,1. Понатаму има потрошувачка просечна на електрична енергија 14,8. И нема никаков проблем со брзина, со моќност. Моторот е 1,5 литарски, има моќност со 100 конски сили. И некој ќе рече, па чекај сега 100 конски сили, тоа е малку за толкава лимузина, која што забрзува за помалку од 9 секунди до темпо 100. И очигледно еве нема проблем да постигне динамиката. Меѓутоа, тој мотор, бензинецот, служи како генератор. Тој мотор има единствена задача за да произведува електрична енергија, односно бензинот си го троши, така се пристигна. Бензинот си го троши и така ја полни батеријата. И очекував дека ќе биде многу по висока вредност на потрошувачкото, односно очекував дека ќе биде некоја безврска, да наречам народски, вредност на потрошувачката, дека ќе биде нешто сосем различно кога ќе се потроши тој досек. Значи зборувам за претходните возења пред да појдам на патување, меѓутоа ме изненади колку е навистина штитлива и во поглед на погонот, во поглед на бензинскиот мотор, односно во поглед на потрошувачката на гориво. Зошто? Браншата и досега нуди вакви системи, односно приклучен хибрид. Меѓутоа има огромна разлика меѓу приклучен хибрид, кој што исто така денес постигнува досек
над 100 километри, веќе има и над 200, веќе има и околу 200 километри. Volvo, BMW оди во таа насока, Mercedes секако одамна е над 100 километри веќе досег за своите плагин хибриди и истото може да се постигне. Значи, ја полниш батеријата на пол, значи имаш 100 км, 150 км досег на струја, понатаму си безгрижен, затоа што ќе си продолжи да се вози со бензинот и комбиниран погон, значи не се исклучува понатаму електромоторот, кој ќе почне да работи на бензин. Меѓутоа, кај приклучниот хибрид има една голема разлика, а тоа е преносот, трансмисијата. Значи, има или CV-те менувач или менувач со двојна спојка, каде што тоа од една страна чини, значи тој менувач чини, тој менувач покрај тоа што чини, покрај тоа што тежи, а тоа е клучно кај електричниот погон, односно во поглед на секаква ефикасност во погонот, предизвикува и отпори. Значи, зголемено триење отпори. Едноставно, погонската спрега добива поголем отпор. Работи со поголеми отпори. Тука нема таква нешто. Тука електромоторот си ги движи погонските тркала и нема ништо понатаму преноси. Има секако еден редуктор, меѓутоа тоа е се. И е полесна, и е поевтина, и е поштедлива. Кај приклучните хибриди исто така има можност, значи моторот да се користи, бензинот да се користи за да се произведе електрична енергија. Меѓутоа е толку бесмислено и да, можете навистина да вклучите во текот на возење и моторот ќе произведува дополнително, ќе троши енергија и гориво, тоа значи гориво за да ја наполни батеријата и да добиете некој досег, меѓутоа ќе добиете таква потрошувачка неразумна, што не знам зошто воопшто ја има таа функција и не ја спомнуваат веќе производителите. Тоа е воедно и предноста на овој погон, додека Европа некако наивно се пушти по приклучни хибриди како преходно решение, ги кинезиве, повеќе се го испочитува овој Range Extended Electric Vehicle. Се спуштам надолу кон Свети Никола и тука ќе наполни убав залет. Можам да изберам и 3 степени на рекуперација, значи на повраток на претворање на овој залет во електрична енергија. Тука ми е на коузи, пријатно, може и релативно силно, тоа во град главно. Вака сега. 555 км ништо не се смени околу тоа, имам 110 км уште досег на струја, 65% ми е наполнетост на батеријата. Има секако темпомет, радарски, како се вклучи, многу згодно. Значи, да не ми кажа во салон, ќе се чудев како се вклучува. Би сакал малку по-крупен да е прикажа тука во овој возачкиот дисплеј. Околу 10% од моќноста е ангажирана во моментов за да возам со постојана брзина 120 на час. Тука има и ветер, еве ветерниците, овче полие патем, соларни панели, се произведува енергија, друга тој веќе разговор. И тоа укажува на исклучителната аеродинамичност. Ова е огромна лимузина, но не е направена да биде огромна само заради тоа да понуди повеќе простор. Секако нуди просторност огромна. Меѓутоа, првенствено, силуетата е изведена така, впечатливо, значи нагласени се некои елементи, за да се постигне фантастично низок отпор на воздух. Коефициентот на отпор на воздух е, и тоа е рекордна вредност, очигледно е, значи не само што ја прикажува таа вредност на хартија, туку еве и на дело. Може би луѓе ќе стекнат впечаток дека ова е лимузина од виша класа според димензиите, според габаритите, масивноста, меѓутоа е моделот средна класа. Тука се исклучувам за кочани
И проверка. Не е мрднат бензинов, 555 досек, 83 км имам уште досек во електрична во батерија, 49%. Меѓутоа е сосем неважно. Уште колку пати ќе спомнам тоа дека не седмицава, значи ја има и во електрична изведба, ја има и во електрична изведба со продолжување на досек. И што е најубавото? Најубавото е што иста е цената. Значи имаш или целосно електричен автомобил со голема батерија, таа е преку 55 сега веќе не помнам, меѓутоа 57 може да е капацитетот на батеријата и постигнува досегот преку 400 км. И го има овој автомобил, чудо од автомобил, чудо од техника, која што има помала батерија, 27, нешто киловат часови е батеријата, но има генератор. И тоа ја компензира, тоа ја балансира цената. Ти кажува, или сакаш повеќе батерија, или сакаш повеќе мотор. Имам уште 60 километри до Делчево, тука сум во близина на Кочани. И прв пат ми отстапи, ми се покажа промена во вредноста на потрошувачката на бензин, односно во досегот. 548 км имам досег на бензин, 67 км ми е преостанатиот досег на струја, 39% се тоа. Што има друга вредности? Во моментов троши 10 киловат часови на 100 км, просекот ми е 15,3 и што друго? Во моментов, да, троши гориво сега, 6,4 троши. Веројатно, да, добро, веројатно препознала дека е подолго возење на автопати и слично, па има некои стратегии, да не се мислиме многу. Меѓутоа, просечната потрошувачка на гориво ми е 3,7. Ќе сватиме што значат понатаму во тек на возењето овие бројки. Овде ќе ви се допаднат свијаци. Ова е цел пат со свијаци. Убав асфалт, убава се движи количава. Очекував дека ќе плива тука малку повеќе, што се буни? Очекував дека ќе плива малку повеќе, меѓутоа не, се покажува примерно. Управувањето може да се нагоди, неколку степени може да се нагодат на серво поддршка и прави различно чувства. Значи, како кинезиве се да слушаат. И така треба. Управувањето не се допаѓа. Еве го направив. Ова не се допаѓа, тоа не се допаѓа. Така дојде и приказната дека уште луѓе веруваат дека кинеските автомобили се пластични, недоработени или не знам што, со слаба изработка. Тоа е надминато веќе одамна. Еве докај се кинезите. Ова ми е едно од омилените места, омилени гледки. Секојаш го снимам тука автомобилот на тест на оваа рута. Езеро Калиманци, тука сум на самиот влез во Македонска каменица, ова сега ме радува што е средено. Оде беше хаос порано, сега се ставени столпчиња, чисто, тревичка, клупа, браво. Туку да кажам тоа што треба да кажам. Прв, нормално ги има сите погодности машинава. Имам уште 517 километри возење на бензин и 64 километри на струја. Односно, тоа се 38% од батеријата, други вредности. Ајде да затворам врата, вака и ова патем е многу вредна работа да се сними, тоа што е вака. Тоа што има прозорци без рамка, значи купе. Како кај купе. Ајде да не збориме. 3,7 просекот ми е до тука, потрошувачка на гориво и 15,4 ми е под киловат часови ми е потрошувачка на електрична енергија. Уште оддалеку кога се приближувате, знаете дека тоа е Делчево и дека доаѓате во Делчево. Туку да се вратиме на приказната Кусо, имам 492 километри бензин, 64 километри имам струја, односно 38% од батеријата. Друго што имам? Имам 3,8 просек потрошувачка на бензин и имам 15,4 потрошувачка на струја.
овие 64 километри што ги имам сега на струја, успеа да ги зголеми, затоа што имаше криволест пат на долнина, има доста, така што врати енергија, односно си произведе, кој искористи тој залет за да го претвори во електрична енергија. Во Берово доаѓам со досек од 452 километри на бензин и досек од 63 километри на струја. Исто имаше спустови, свиоци и слично, така што одвај дека се промени електричниот досек, практично се одржуваше постојано секое запирање и секое забрзување каде што бил вклучен бензинецот, потоа го искористил електромоторов за да ја поднаполни батеријата и да учествува при следното. Не филозофираме. Во основа, до Берово сум потрошил бензин колку за 100 километри. Ова е еден интересен моментот. Возењето тука се спуштам надолу сега од Огражден до Струмец, има долг спуст и прашањето е колку ќе врати енергија, односно колку ќе произведе електрична енергија на спуштање надолу, колку ќе се зголеми досегот. Секако тука имам конј со ждреба. Да видиме што вели податоците што велат. 427 км бензин, 56 км имам досек електричен, 33% наполнетост на батеријата. Сега, да не предпоставувам колку ќе врати од енергијата, не е пресудно, не е клучен момент, туку едноставно прави задоволство кога знаете дека сте се спуштали, не сте ја потрошили енергијата преку топлина, која што така се ослободува. Значи, тој залет кој што го има надолу, гравитација, други некои работи, значи сето тоа останува неискористено затоа што мора да ја сопрете таа енергија, фрикција да воведете и тој залет се претвора во топлина која што понатаму преку сопирачките, преку фрикцијата, преку топлината се пренесува неискористена во средината. Сега тука е нешто сосем друго затоа што електромоторот ја искористува таа енергија и ја полни батеријата. Чисто колку да спомнам. Во моментов имам наполнетост од 42%. Значи за близу 10% ја зголеми наполнетоста на батеријата овој спуст и досегот се зголеми на 71 км. Тоа се преку 15 км досег зголемен чисто од спустот. Значи тоа е подарокот од планина Огражден, а надолу до Струмица е постојано е спуст, истите вредности како на Огражден ги имам сега на Валандовско брдо. Уште малку почнува спуштањето. Батеријата има досег уште 56 км, односно 33% наполнетост. Бензинот 412, тоа не е прашање. Меѓутоа, овде друга надолнина, предпоставувам дека дури и повеќе ќе врати енергија на спуштањето отколку од Огражден. И билансот од спуштањето 66 км се зголеми досегот, наполнетост 39, бензин 409 км. Сега сум во правец кон Дојран, односно кон Гевгелија, кон Богородица, каде што здравје Боже ќе приклучиме на брз полноќ. Чисто заради демонстрација. Не оти има потреба, туку за да видиме целоста функционалност на што се нуди овој фординг. И тоа е одредиштето.
да видиме дали е слободно. Има 2 места. Вели дека ова е некој гостин од Турција, а ова е Тог. Не ми се верува, браво. Добра. Седеме на станицата, еве едно возило друго, кое што е приклучено на полнос, меѓутоа е веќе полно. Сега ќе почекам малку да видиме до кога ќе треба да се чека, значи да се ослободи, затоа што едниот полноч кат имаш за стандард што е сусед, не без корисен и ЦЦ за другиот, тоа што нас не треба. Има и ваков полноч, значи ова е 22 киловати. Ако не може и на тоа да го приклучам, меѓутоа малку реалност, ова е веројатно така требало да биде. Тука патем има и еден камион, дека чекате да наполните кола со чиста енергија, така, под предпоставка дека тоа е голем удел од обновлива енергија и за тоа време ќе задуши вака некој камион тука, оставен да работи и еве ќе дојдоа собствениците на време, значи многу фер, турска работа и ова е Тог. Значи баш ме изненади, многу ме изненади, веројатно баш кога ќе спомнам ќе ме разберат, меѓутоа еве го Тогот, фантастично. И толку беше, 5 минути требаше да чекам и препуштаме понатаму, можам да полнам и јас. И ете Ford S7 Range Extended на полноч. Брзината е исклучително голема. Значи веќе постигна за 15 на минути постигна наполнетост од 80%. 82. Значи додека зборувам веќе порасна за 1%. И вели дека преостануваат уште околу 21 минута до целосна наполнетост. Тоа е разликата. Брзината на полнење до 80% е многу повисока. Понатаму забавува заради заштита на батеријата, полноча техниката. И тоа е единствено, значи кој прв пат се среќава со електричен погон и мисли дека треба до 100% да ја полни, ќе се излажа затоа што ако веќе времето е толку важно, 80% се стандардот. Преостанатите 20% треба повеќе да се почека. И сега ова е Евана и Мак Петрол. Уште сега имам доволна енергија за да се вратам без какво било полнење, без приклучување на полноч, запирање на бензинска пумпа, да се вратам до Скопје. И ево го, веќе 85%. 143 км досег, тука е комбинацијата 144 вере. Значи додека човек смени поглед веќе расте. За сега уште 19 минути. Значи неверојатно брзо поминува. Тоа е време во кое што ќе го поминете додека прегледувате пораки, одговарате на пораки, гледате што има ново по друштвени мрежи и слично, пиете кафе, вежбате, има. Поаѓам со 92% наполнетост, не мора да се чека до 100%, значи имам 154 км електричен досег и 381 км бензин. Сега и звукот ќе биде малку по-лош, затоа што микрофоните имаат батерија, меѓутоа тие побрзо откажуваат, немаат резерва бензински мотор и да си кажам тоа што тргнав 132 км е досегот сега електричен, 79% наполнетоста, значи возам некада поумерено 94 на автопатот, за да заштедам. Доаѓам во Неготино со 91 км досег на струја и 54% наполнетост на батерија, бензинот него чепна исто.
нормален звук, се наполни микрофонот. Што вели? 54 километри имам уште електричен досек, 373 на бензин, вкупно 427. Тука, например, има моќност, не дека нема моќност, лесно повлекување, не ми изреагира нешто многу нагло, меѓутоа сепак сум во економичен режим. Добра е, балансов е добар, тежинскиот баланс е добар, не остава впечаток на гломазна лимузина. Постои, секако постои повеќе внимание ставено на комфорот, затоа што на неколку места забележав како се осцилира опавчето, меѓутоа имајќи го предвид комфорот што навистина го постигнува, не е тоа за забележување, посебно што не влијае врз возните својства. Многу опуштено возење. Некој можеби ќе очекува бензинецот да завива, да мјаука, чуда да прави, да се мачи тука на нагорнинава. Сега да се не возам екстремно, со 70 некаде на час. Меѓутоа ми остави, еве тука сум веќе на Плетвар, меѓутоа ми остави впечаток тоа што моторот е ненападен, не се чувствува, не се слуша. Втопен е во целата таа звучна кулиса и не се слуша кога се вклучува, кога се исклучува. Предпоставував дека тука ќе се јави некоја немоќ ќе се покажа, но моторот си ја врши точно работата. Значи, колку што ќе побарам енергија за брзување моќ на педалот, толку испорачува енергија, произведува енергија за електромоторот да ја испорача до погонските тркала. И тоа е целата приказна. Нема филозофија, нема завивање, нема ништо, многу комотно. Значи тоа 38 километри досек, 365 километри бензин, никаков потрес, 402 километри комбинирана километраж. Да имаме предвид дека сепак 500 километри поминав во еден цук, во еден потек и не се чувствува никаков замор, со тоа што имам тука и вентилации во седишта, има и комфортно подвожје, комфортна амортизација и секако отсутството на звук. Ќе повторам пак дека и звукот честопати прави замор и конечно светлина, како над Преспанско езеро да е отворено небо во облациве. До сега се беа некои облаци, некои чуда, некои ветришта, дождови. Овде е нешто сосем различно. Секако има уште малку искачување, но тоа што го гледам таму, тоа ме радува. Lakeview патам, одам на место кое што има пречекано големи глумци, а не глумам. Јас имам автомобил што глуми. Ќе го сликаме убаво, ќе го снимеме таму во една средина која што навистина е примерно средена, за разлика од Охрид, каде што ние на Охриѓани им одиме. Значи одиме во град, во цивилизација, условно кажам, одиме во градска средина, да ја летуваме и им одиме на гости на Охриѓани. Ова е се практично е подредено, барем во Отешево, под Галичица, се е подредено на туризмот. Сакам да кажам дека нема град ресен е настрана. Само уште малку и следи волшебниот момент. Ѓавато и ода 164 метри и ви се прикажува Преспанско езеро. Ете, сонцево како некој божји зрак. Што е убавината? Сите овие македонски убавини стануваат многу поблиски кога трошоците за патување ви се намалуваат значително. И токму затоа и се пуштев во вакво патување за да потсетам на тоа колку има прекрасни краеви низ оваа наша најубава Македонија.
Меѓутоа, Фуртингов ја нуди таа предност. Е патничка машина, недвојбено, без какви да било сомнежи, е машина која што е создадена за патување и за разлика од другите електрични автомобили, каде што имате некој досек, строг, 400-500, каде што не можете ништо да смените, тука имате безграничен досек, затоа што имате електромобилност, возење на струја, колку што има батерија, меѓутоа ја имате и автономијата, ја имате слободата, што ете, се гледа веќе, се гледа преспа. Ја имате таа слобода што можете да ја користите постоечката мрежа од станици за полнење гориво. Значи, ова е најелектричниот бензински автомобил и најбензинскиот електричен автомобил. Верувам дека ќе се пренесе на слика тоа што го гледам и тоа што ќе ви го оправда патувањето до тука. Секако не мора да патувате како мене од преку Берово да одите за Преспа. Ево го. Ето го отешao. Уште 16 километри и каде да се сврти човек, има околу себе јаболкници тука. Со километри веќе сум упатен во правец на Отешево и јаболкници, па ова е само тоа што се гледа покрај патот. Ќе видиме најдобро тоа пред Лейквју и навистина се гледа, се чувствува, нема нешто да ме радува повеќе од ова во последно време. Се гледа масивноста која што некогаш имаше, убавината која што ја знаевме некогаш за Преспанско езеро. Еве. Значи не е потребна мерка да знаете за колку е нараснато, туку се гледа. Одамда немам видено нешто да ме израдува толку како оваа гледка. И горе на галичеста се гледаат уште снежни остатоци. Уште малку па јуни, 23 мај е сега. Тука се крие и Лейквју. И ова изобилство, ова бујност на природата кажува колку добро му прави оваа средина на човек. И не случајно се води како воздушна бања. Две различни приказни се од двете страни. И тука сум еве на влез, тука скршнувам и влегувам во Лейквју. Во царството на и можете да замислите. Верувам дека овие слики ќе бидат доволно веродостојни да пренесат барем мал дел од чувството што ве обзема кога ќе дојдете во оваа средина која што е создадена за да се чувствувате прекрасно. На секое доаѓање се поубаво и поубаво. Посетено. Тоа што ме радува, секогаш е посетено. Како да не биде? Паркиралиште, природа, гостопримливи луѓе.
велат дека на секое задоволство му доаѓа крајот, меѓутоа не мора да биде тоа правило. Мене беше огромно задоволство и голема радост што се враќа езерото, што овде Lake View се разбираат и со срце го прават туризмот, значи кога ќе дојдете се чувствувате пред се згрижано туристички, некој се грижи за да се чувствувате добро. И ви благодарам уште еднаш. А во поглед на задоволството, ова задоволство во престојот тука завршува уште кусо, ќе трае, секако ќе се сеќавам уште долго на ова место, додека не дам следен пат, меѓутоа едно задоволство преоѓа во друго, а мене ми е следното задоволство ми почнува, па веќе ми е почнато, тоа е тестирање автомобили. А каде подобро човек да види каде се движи автомобилска индустрија, освен кај кинезите. И залет да фатиме за денес, Галичица патеме. Се качуваме на Галичица со ова чудово. Ето така. Range Extender. Според моја оцена, веројатно имам право, Range Extenderот во моментов е најсовршениот вид на погон. Во време кога светот уште се двоуми, чека сега дали електричен погон, па дали неосветлен патем уште овој тунел, па дали бензинците ќе се вратат, дали е подобро V8, дали немало загадување, дали имало загадување и слични работи, дали ќе се вратила цената на нафтата, дали ќе престанале војните заради нафта и слично. Ова е најдоброто решение. Значи, кога сакаш едноставно возиш на струја, кога сакаш возиш на бензин, кај што ти треба возиш на струја, кај што ќе ти се присака возиш на бензин. И тоа е тоа. Независност, сосема независност. Во моментов имам 294 км на бензин, а досегот на струја ми се потроши 24 км имам досег, односно 14%. И уште 150 метри почнува искачувањето на Галичица. Една од нашите, па чинам дека се 27 планини. Една од нашите најголеми планински гордости, Национален парк Галичица. Еве го асфалтот, прекрасно. Да видиме само какво спокојство. Електричен автомобил кој што вози на бензин во моментов, затоа што ми е грижа за тоа каде имало полноќ и дали имало полноќ. Си имам бензин. Меѓутоа пак работи тивко, нечујно работи моторот. Тоа е тоа што ми се допаѓа. Спомнав веќе, очекував дека ќе се случуваат чуда, ќе мјаука, ќе завива, ќе произведува некои измачувачки звуци моторов, меѓутоа не нападна си работи и тоа е сосем за очекување, затоа што сепак функцијата во автомобилов му е да работи како генератор. Значи да се произведува електрична енергија за електромоторот да го движи возилото. Прикажам дека не е тоа само качување на Галичица, туку и уживање во вакви гледки секако. Има бројни патеки. Јас кусо тука само запирам. Секако долу е Lake View, тука директно напред. Убавени. Галичица. Горе се гледаат уште остатоци од снег. Еве машина. Дарт Вейдер. Ова е една гледка што не се пропушта. Целото Преспанско езеро се гледа од тука. Меѓутоа, тоа што исто така го чувствувам, а не се пренесува на видеото, тоа е мирисот. Од сите страни доаѓа по некој мирис, ова е Галичица, убавина. Ова се буди сега и навистина првото што ќе го забележите е колку е тивко.
ветров, не е студен, остар воздух, туку е пријатен, носи некоја промена. Не филозофирам многу, еве, пошто тргнав. Каков патос доле, патос. Тепих од дрва, од зеленело. Таму се гледа и Конјско. Колко е мирно, колко е прекрасно езеро. И изгледа достоинствено сегад како си ја врати големината. Убавината ја има секако, меѓутоа сега ја врати големината. Ете го фуртингот таму. Многу пријатна клима. Чувствувате дека се менува на топло. Тука ја чувствувате промената. Исто како што најавува, природата ви најавува дека ќе биде студено некогаш, сега ви најавува, еве сега доаѓа топло. Ето таму се гледа и другиот дел од Преспа. Се е тоа убавина. И тука си најдов место за една куса починка, искрено и завративе да ги покажам. Како кај Гран Туризмо, како кај некоја британска тркачка лимузина. И задните врати секако. Многу го менува филмот. И да ја прикажам величенственоста на оваа кола. Значи, кога човек знае што умее и што е, навистина заслужува почит. Тоа што пак ќе кажам, тоа што ми се допаѓа посебно кај ова Фуртингов е тоа што има идентитет. Значи, сите главно се конфекција, повеќето, ајде, и сите прават еден ист автомобил. Сите правиме исто, меѓутоа нашиот ќе биде поубав од сите, затоа што ќе го направиме пошарен и со повеќе дисплеи. Меѓутоа, кај колава има идеја, има замисла, има реализација и направена е кола која што е поразлична. Фантастично аутце. Тоа е веројатно највпечатливиот дел од искачувањето на Галичица. Зад мене се гледа Преспанско езеро, има еден прекрасна гледка, ја знаете сите, меѓутоа е лошо за запирање тука. И беше зафатено единственото место, дојден некој фотограф со рентакар автомобил, дојден да фотографира. Ете колку е прекрасна нашата Македонија. Ова е корито, местност корито, ако не грешам, а Видиковецот си е Видиковец. Уште куса до таму, еден рапорт, 267 километри бензин, 15 километри уште имам на струја, или 9%, меѓутоа многу малку потроши од батеријата на горнинава, затоа што е префрлена првенствено во режим што каде што главно врши погонот го испорачува моторот, значи енергијата ја испорачува моторот, се користи малку енергијата што е акумулирана. Прекрасна гледка. Тука се паркирани коли за да одат горе на врвот каде што се гледаат двете езера, од неколку места се гледаат, меѓутоа тука е најубавата гледка. И еве Галичица. Кој нема да го препознае? Овие кадри нема македонец, а да не знае, да не ги препознае. И уште малку до Видиковецот. Сега ќе биде прашање колку ќе врати надолу Фуртингчево, Фуртингиштево, бидејќи е големо, а Фуртингче зашто е сладко. Фуртинг, овој херојски фуртинг на Галичица. Со уште 260 километри за бензин и уште неколку на струја. Верувам дека тоа ќе се зголеми, ево прекрасен охрид. Плавитнило. Синило. Ова е веројатно највозениот автомобил во изминативе 2 дена во Македонија.
До сега имам поминато, па верувам околу 600 километри, меѓутоа има уште. Да видиме вака една гледка од тука. Вака. И Фортингов. Со препознатливата форма. Која што е подредена на аеродинамичност и се забележува форма на капка, како кај студиите на времето. Меѓутоа, кинезите го реализира ова во серија. Па и погонот Range Extender своевремено беше погон експерименти, се воде експерименти, тоа беше погон кој што го представува како футуристички погон на еднината. Епа еве го. Над Трпејца имам 31 километри с големи електричниот досек, а бензинот не мртна. Во Охрид влегувам со 22 километри на струја досек и 256 на бензин. Не е мрднато уште одгоре од видиковецот на овде го сменен режимот на работа и гледам дека моторот повеќе е ангажиран за да ја наполни батеријата, иако ми е оставено на fuel first, значи претежно да го користи бензинскиот мотор како генератор, значи да користи колку можно помалку од енергијата. Значи, освен за погон, очигледно е дека тој зголемен број на вртежи од моторот кој што сега се слуша, се произлегува токму од работата на моторот. Сентиметра предходно го немаше ова. Електричниот режим е 29 км, 226 е бензинскиот режим. Сега ќе видиме до кога ќе го турка овој режим. Ова е лош спој. Добро, преживеавме. Немам никаде информација за температурата на моторот, например. Сигурно нема потреба, меѓутоа би ме интересирало да знам како се движи работата на моторот при напрегање. Ова е очигледно посебна стратегија на погонот и батеријата кога ќе падне под 20%, моторот се вклучува, значи не само да испорачува погон, туку и да ја наполни батеријата и се слуша поприсутен звукот. Значи за сите овие 600 километри до сега, близу 600 километри, ниту еднаш не се слушна моторот, а откако ќе падне вредноста, веќе се јавува како генератор. Еве го сега произведа за 33 километри досег, го зголеми и уште го зголемува, 19% сега, бензинот е на 205. И тоа е некој режим. Значи не можам да исклучам да префрлам, еве, не гледам дека има некаква разлика. Pure electricity first. Да, еве, сега се слуша веќе. Да, еве сега отсуствува тој дополнителен ангажман на моторот. Моторот произведува точно толку енергија колку што е потребна за електромоторот да го движи возилото со оваа брзина. Значи, еве сега се исклучи тој звук. Да, сепак кога ќе падне под 15% наполнетоста на батеријата, се вклучува тој режим. И на тоа мора да се смета. Што значи дека сега јас можам да се продолжам комотно до Скопје со овој звук и со оваа динамика, не е никаков проблем. Ќе наполнам во Скопје батерија и ќе имам на располагање после за колку сакам. Но тоа е еден режим на работа кој што ми беше непознат до сега, значи едно однесување и затоа и служи ова тестирање. Спуштањето од пресека донесе повторно зголемување на
досегот на 32 километри и тоа е 19% наполнетост. Има тука и силна рекуперација. Има уште, но предстои повторно качување на стража. Еве, стража, значи, да, 166 во меѓувреме се смали досегот, 19 км на струја, 11% наполнетост. Тоа се стартните податоци. Тука не правам починка, значи правев претходно. И еве уште еден автомобил што ќе генерира, односно ќе рекуперира надолу, меѓутоа ние имаме многу поголема батерија. Имаме 27 пати поголема батерија. Значи сепак не е малечка батеријата. И следи спуштање, да видиме што ќе испадне по Гостивар. Останува уште малку спуштањето семафорите, меѓутоа да заокружиме. Многу наполни, 45 км имам сега досег и 26% наполнетост. Тоа дефинитивно е резервна програма, секогаш кога ќе падне под 15%, меѓутоа и претходно ми се случуваше да падне под 15%, но не вклучуваше таква програма. Овде на делницата од Гостивар до Тетово, што повеќе е како тест патека за проверка како амортизира автомобилот при развој на прототипи, еве се покажува сега дека и добро амортизира. Значи има предобивка корист од тоа што е меко приспособено под возјата, но со напомена дека со тоа не се жртвува возливост. Сепак не може да биде ова динамична лимузина, е патничка лимузина, но за сега 50 км, не знам од кај го измисли овој досег. Да, сепак е мала надолнина и тука. 136 км имам бензин и мојот омилен спорт избегнување патарина. Тука кај Желено се исклучувате и продолжувате по споредниот пат и си доаѓате до Скопје без две патарини. Убав пат. Имам уште 116 км бензин и уште 56 км на електрична енергија, односно 33% наполнетост. Пристигнување во Скопје со 105 км преостанати на бензин и 60 км на струја. Како се случи ова, не можам ни сам да си објаснам. 35% наполнетост сега. Некои феномени се случуваат со погонот. Меѓутоа, генерално, ја завршивме турата, нека ни е на здравје и новиот револуционерен вид на погон.